За кого кажувате дека дал согласност и каква согласност дал за граѓаните? Ќе реконструирате, например, Пелагонија. Кои се индиректните закани ако една компанија, било која, не се согласи на вашето барање, нивната зграда да се направи во барок? Вие живеете во Шведска или во Македонија? Вие ги следите индексите на притисок на криминал во бизнисот и на сличните оценки кои што се прават во оваа држава? Смее некој вас да не ви потпише согласност, а е при тоа фирма да правите што сакате со неговата зграда? Кому тоа му го кажувате? Граѓаните потпишале согласност. Прашање број 1. Каде можеме да ги видиме согласностите на граѓаните? И дали согласностите на граѓаните се за реконструкција на нивната фасада, што е едно многу општо прашање, или е за согласност на токму барок на фасада, таква каква што има ја правите, и дали согласноста е прецизно назначена дека ќе биде само за предната страна од нивната зграда. Тоа се многу важни детали кои што не интересираат нас како Совет. Здруженија на архитекти сте прашале. Па јас би ве замолила најљубезно денес да ми дадете некакви документи, да видиме кои се тие архитекти кои што се согласиле, кои се тие здруженија кои што сте ги консултирале. Оние што си ги правите како што си ги правите и агенциите за мерење рейтинзи, оние што си ги правите како Веритас што демонстрираше пред општина центар за кој што вчера се утврди дека е практично организација на ваш штаб. Такви, овие како МАН новинарите што се здружението, кои што ги измислувате за да правите паралела со ЗНМ. Па немојте да ја навредувате нашата интелигенција. Ние разбираме и денеска било кое дете од 4-то оделение во Македонија разбира дека вашите политики ги спроведувате со создавање на послушници. Меѓутоа, немојте да потценувате интелигенцијата на другите и да мислите дека така лесно ќе поминат вашите образложенија.